Денешниот предмет, отварање на истражна постапка под работен наслов Труст, ќе ви покаже до каде одела борбата со конкуренцијата за добивање тендери и огромни парични средства и како еден конзорциум со фалсификувана документација успеал да добие тендер, па и анекс на тој тендер и заработил 1 милијарда и 60 милиони денари, пари на граѓаните на Република Македонија, или 17 милиони 235 772 евра. Предистражната постапка е отпочната врз основа на содржината на 3 разговори, од прислушкуваните разговори доставени до ова обвинителство, од кои 2 не се објавени во јавноста, чија содржина упатува на сомнение за законитоста на јавната набавка за ископ на јаловина и јаглен од суводол Битола. Јавната набавка, предмет на оваа истрага, е реализирана врз основа на оглас од 7.10.2011 година, објавен од страна на АД Електрани на Македонија Скопје, а разговорите се случени на 3.8.2011 година и на 6.10.2011 година. Конкретно, постои основано сомнение дека на 14.11.2011 година во Скопје првоосомничениот како одговорно лице, управител на осомниченото правно лице Трансмет ДОО Скопје, второосомничениот како застапник на осомниченото правно лице Силекс Неметали СТ Доел Кратово и третоосомничениот како управител на осомниченото правно лице ВАТО ДОО Студеничани Скопје свесно ги повредиле прописите за постапката за доделување на договор за јавна набавка и му овозможиле на конзорциумот противправна имотна корист ефектуирана во неколку милиони евра. Имено, доказниот материјал упатува на основано сомнение дека заради изигрување на постапката за доделување на договор за јавна набавка, истите кон пријавата за учество во прва фаза од постапката за јавна набавка, како доказ за поседување на техничка опрема за извршување на предметната набавка, што е неопходен услов за учество и квалификување во втората фаза од постапката во набавката, доставиле невистината документација за собственост на механизацијата. Кривично-правната заштита на употребата на невистината документација при учество на тендер, законодавецот во Кривичниот законник ја предвидел како кривично дело во членот 275В. Квалификаторен елемент или отежителна природа на делото му ја дава евентуалната имотна корист прибавена со добивање на тендер со невистината документација. Во конкретниот случај, доказниот материјал упатува на основано сомнение дека конзорциумот прибавил противправна имотна корист од поголеми размери. Постои основано сомнение дека, како доказ за собственост на механизација, правното лице Трансмет ДО Скопје преку управителот доставило невистината документација, меѓу кои договори за наводна купопродажба на механизација, фактури за наводно купена механизација, договор за финансиски лизинг на дробилица, со која прикажал дека е собственик и поседува дробилица со бараните карактеристики во тендерот, иако предметната дробилица фактички била со помал капацитет од бараната во тендерот, како и невистината документација за кадровската екипираност. Сите овие докази се неопходен услов за да воопшто и се надпреварува во постапката за јавна набавка. Доказите упатуваат на основано сомнение дека второосомничениот во име на осомниченото правно лице Силекс Неметали СТ Доел Кратово, како доказ дека тоа правно лице поседува техничка опрема, кој е еден од условите за учество и квалификување во втора фаза од постапката во набавката, доставил невистината документација за собственост и тоа фактура за наводна продажба на 6 дампери од страна на Силекс Неметали кон Силекс Неметали СТ, член на конзорциумот, како и невистината документација за кадровската екипираност.
Постои основано сомнение и дека трето осомничениот, како доказ дека правното лице ВАТО ДОО Студеничани Скопје, како подизведувач на член на конзорциумот, поседува техничка опрема, кој е еден од условите за учество и квалификување во втора фаза од постапката во набавката, доставил документација за собственост и тоа договор за купопродажба на дробилица на турски јазик, со која прикажал дека ја поседува дробилицата со бараните карактеристики во тендерот, иако предметната дробилица фактички била со помал капацитет од бараната во тендерот и воедно прикажал дека е мобилна, како што всушност барал тендерот, а фактички истата била статична. Доказите упатуваат на основано сомнение дека Комисијата за јавна набавка и стручната комисија врз основа на целокупната невистинита документација оцениле дека конзорциумот ги исполнува условите, па по извршеното бодирање на економските оператори пријавени на огласот, Комисијата за јавна набавка изготвила извештај за спроведена постапка за јавната набавка за избор на квалификувани кандидати во втората фаза од постапката и одговорното лице на АД ЕЛЕМ Скопје донело одлука со која конзорциумот Трансмет ДО Скопје и Силекс Неметали СТ ДО Кратово е избран за квалификуван кандидат во втората фаза од постапката. Потоа, првоосомничениот во име и за сметка на носителот на група, осомничените правни лица Трансмет ДО Скопје и Силекс Неметали СТ ДО Кратово, доставил понуда, пошто од страна на АД ЕЛЕМ Скопје е донесена одлука за избор на најповолна понуда и бил склучен договор помеѓу АД Електрани на Македонија Скопје во државна собственост како нарачател и Друштво за градежништво, транспорт и трговија Трансмет ДО Скопје како извршител. Од наведеното произлегува основано сомнение дека тројцата осомничени со нивните дејствија за конзорциумот оствариле противправна имотна корист од поголеми размери во вкупен износ од 1 милијарда денари. Дополнително, имајќи предвид дека на основа на овој договор, кој што е склучен на база на невистинита документација, бил склучен и анекс на истиот во износ од 60 милиони денари, произлегува основано сомнение дека осомничените за конзорциумот оствариле противправна имотна корист од поголеми размери во вкупен износ од 1 милијарда и 60 милиони денари без ДДВ, или, како што наведов, 17 милиони 235.772 евра, кој износ е целосно испратен од страна на ЕЛЕМ спрема конзорциумот. Од овие причини постои основано сомнение дека осомничените сториле по едно кривично дело, злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство од член 275В став 3 во врска со став 1 од Кривичниот законник. Потенцираме дека осомничени се и трите правни лица во чие име делувале осомничените физички лица.